Добар ден на сите колеги. Ова видео е со упатства како да се користи страната thatquiz.org, која е наменета за онлайн тестирање на ученици од страна на професорите. Значи, оваа страна може да ја користат предметни наставници, оделенски наставници, бидејќи има разни модули кои што се од помош за предметните наставници по математика, хемија, биологија, јазичарите, поготово за англиски јазик и така натаму. Како се пристапува? Најпрво, доколку немате креирано сметка, кликнувате на ова копче горе, каде што пишува Create an account, значи креирајте сметка. Кога ќе кликнете, ви се јавува поле кое што треба да го пополните. Во првиот празен простор го впишувате вашето име, например, моето име. Во вториот празен простор презимето. Во третиот празен простор вие си креирате ваш пасворд или лозинка. Потоа во четвртиот внесувате ваша имейл адреса. Во петтиот празен простор ги впишувате буквите и бројките кои се дадени во некоја комбинација. Во шестиот кликнувате на прозорчето, односно на знакчето, кое што ви кажува дека оваа страна користи колачиња од thatquiz за да ги достави своите услуги. Со користење на оваа страна, вие се согласувате на нејзината политика на приватност и на нејзините услови за услуга. Кога тоа ќе го исполните целото поле, кликате на Креирај ја мојата сметка. Овде вели дека не е кодот соодветен, значи нов код дава. X 65 49. Веќе сме креирале сметка. Сега наред доаѓа креирањето на класот, односно креирањето на паралелките во кои што вие предавате. Прво го внесувате горе името на паралелката во која предавате, например 601, да речеме. Потоа ги внесувате имињата и презимињата на учениците во кои што предавате. Например, Трајко Трајков, со тап, копчето тап, преминувате на наредното поле. Трајков. Пак притискате на тап, одите на наредното. Петко, тап, Петков. И така натаму. Еве, јас сега ќе го додадам и моето. Нетка Димоска. Сега, доколку имате повеќе од 8 ученици, вие ќе кликнете на долното копче што вели Add More, значи додади повеќе. Ако имате 20 ученици, 25, 6, 30, зависи од бројноста на учениците во вашите паралелки. Кога кликате, се додава по уште еден простор за впишување на ученик во него. Кога сте ги впишале сите ученици, кликате Save.
и веќе на левата страна имате ознака класови или паралелки. Ако имате повеќе, значи вие мора да напишете edit class за да додадете друг, односно да додадете друг ученик во класот или да го измените името на класот. Потоа имате нов клас, new class, доколку сакате да ги впишете учениците од друга паралелка. Принципот е ист, го впишувате името на класот, односно ознаката на класот 602, 903 и така натаму, не е битно. Ги додавате учениците по нивното име и презиме. Ако има повеќе ученици, кликате Add More и доколку значи се сте завршиле со внесување, повторно кликате на Save. Откако сте ги креирале класовите, сега вие имате на располагање вообичаени готови тестови. Од левата страна имате, значи, Common Tests, значи вообичаени тестови, цели бројки, аритметички задачки, нееднаквост, просеци, експоненти, фактори, тоа е за математичари, алгебра, калкулус, фракции, концепти, геометрија, имате речник, имате за географија, имате и за наука. Можеме накратко да ги прегледаме овие. Например, цели бројки. Имаме фракции, значи да се идентификува нешто. И ова е, например, да идентификуваат 2/3 како треба да одговорат учениците, идентификува и 3/5, така 1/5 и така натаму. Вели дека фигурите ќе се појават поголеми и појасни кај тестот на ученикот. Сега, доколку вие сакате овој тест да го доделите на вашите ученици, ќе кликнете на ознаката Assign Test, значи назначи го тестот. Овде, бидејќи имам една паралелка, овој тест е назначен за оваа паралелка. Доколку имате креирано повеќе паралелки, во левото прозорче ќе кликнете на него и ќе имате еден список од паралелки кои што сте ги креирале вие, па потоа ќе кликнете на тестовите кои што ве интересираат, ќе ги разгледате и доколку ви се видат интересни, ќе ги назначите. Сега, што се случува? Значи, овој тест што сте го назначиле за оваа паралелка има свој код. Ова е кодот на тестот. Потоа името на тестот, потоа типот на тестот, должината, најверојатно во минути, временско ограничување нема, меѓутоа вие може да го ограничите и ви кажува колку се тестирани и кое ниво е овој тест. Овој тест, значи сега може да се прати по имейл адреса, доколку веќе имат вашите студенти имейл адреса. Значи, за да го пратите, ќе кликнете на Notify, значи извести. Сега, за да го пратите тестот, треба од овие ученици во паралелката да имате нивна имейл адреса. Еве, например, мојата, едната од адресите ќе ја впишам. Прво се впишуваат имейл адресите
и се кликнува на Save Changes, значи да се зачуваат промените и доколку сакаме да ги пратиме кодовите за тестирање, ние ќе кликнеме на копчето Send. Може или овде, ако имаме повеќе ученици со имейл адреси, на сите одеднаш да им го пратиме тестот, или доколку некој од учениците, например, не биле тестирани од некакви причини, може само да се назначи ученикот со кликање на знакчето пред неговото име и презиме, пример овде, и да се прати, односно да се кликне на ознаката Send. Кога ученикот ќе влезе во својот имейл и ќе оди во инбокс, во неговиот инбокс, ќе види порака од thatquiz.org, значи од оваа страна, и дека има назнака од неговата професорка Нетка Димовска. Кликнува на линкот и веднаш се упатува на тестот. И сега негово е, например, да впишува колку има фракции, например, или дробки. Една, ќе кликне бројче 1, со глувчето ќе оди на второто поле, ќе оди на 4, например. Океј. Потоа една половинка. Една половинка. Тоа сега е примерна задачка. 2 четвртинки. И на крајот, кога ќе ги реши сите задачки, клика на Finish. И веднаш ученикот добива резултат 90%, колку се комплетирани, значи сите 20 задачки се комплетирани, неодговорени ниту една, 0, од нив точни се 18, погрешни се 2, времето на решавање му било за 2 минути и 45 секунди и потрошил по 8,5 отприлика секунди за секој проблем. Ако сака ученикот повторно да влезе на неговиот тест, кога ќе кликне повторно на линкот, го добива следниот резултат. Вели дека неговото тестирање завршило. Значи не може два пати да се тестира по негова волја. Сега, што се случува кај професорот? Кај професорот, што го пратил тестот, ќе оди на паралелката, кај што биле неговите ученици, и клика на Grades, значи оценки. И се покажуваат оценките од тестот, односно дека во овој случај била тестирана ученичката Димовска Нетка, тестот се нарекува идентификација на дробки и има 90% точно, значи просекот е 90%. Тука, ако кликне на оваа копче за оценки, значи ќе бидат дадени сите ученици и колкав е нивниот просек, односно колку проценти од вкупните 100% имат точни задачки. Да се види кој тест, за кој тест станува, ако кликне на тест type. Потоа, ако кликне на студент, значи ќе види посебно за секој студент. Доколку има сортирање, ако има повеќе ученици тестирано,
тогаш може овие столбчести диаграми да бидат сортирани од највисок успех кон најнизок и обратно од најнизок кон највисок. Значи, на тој начин самиот професор си гледа кој ученик како одговорил и со колкава точност го решил тестот. Ако кликне на скетер, значи диаграм, тогаш може да го види процентот на успех по месеци, како ги назначувал тестовите за секој месец. Ако сака професорот на друг начин да го зададе тестот на учениците, тој ќе кликне на името на тестот, влегува во самиот тест. Ова е линкот за тестот, тој го копира овој линк, го маркира прво, потоа го копира и им го задава на учениците во порака на Месенџер, на Вибер или на имейл. Меѓутоа, тоа е кога ќе се зададе тој линк, се задава на целата група од ученици за да се тестираат. Учениците овој линк што го добиле од професорот го стават во ново прозорче за пребарување и кликнуваат Enter. Што се случува? Тие влегуваат во самиот тест. Сега е поинаку влегувањето. Ученикот мора да кликне на стрелката во полето за студенти или ученици и да се најде. Се наоѓаат само тие ученици кои што не биле тестирани. Тестираните нема да фигурираат во списокот за тестирање. Ако сака професорот да си креира свој тест, оди лево, во левата колона, на Other Tests или други тестови и клика на Design, значи да си сам дизајнира свој тест. Има три типа на тестови: за спојување, за поставување прашања со кликање на точен одговор и со слайдови. Прво ќе го разгледаме создавањето на тестови со спојување на две колони од поими или изрази. Кликаме на Matching. Сега, името на тестот може да биде, например, видови опрашување. Имате повеќе групи да направите. Секоја група има по 10 прашања во колона А и 10 одговори во колона Б. Одиме, например, со првата колона. Опрашување е. Како прашање. Кликаме во колона Б. Пренесување на поленов прав. Накратко ќе дадам неколку примери. Само опрашување. Само опрашување е пренос на полен од прашник на толчник. Од ист цвет. Кога сме направиле неколку такви прашања, ние кликнуваме на Save.
ова, штом ќе го направиме, овој тест го назначуваме. Пример, назначуваме и веднаш оди во паралелката која што се гледа овде на прозорчето. Ако имаме повеќе паралелки, ќе кликнеме и ќе видиме на списокот за која паралелка се однесува тој тест. Ќе ја означиме таа паралелка овде да постои, а потоа кликаме на Assign. Ако сакаме да видиме како се решава, ние ќе кликнеме на тестот и ќе започнеме да го тестираме. Пример, Петков. Што се случува? Не се наоѓаат поимите од левата страна и од десната страна, односно колона А и колона Б, не е исти распоредот на поимите, бидејќи тогаш би било премногу лесно за учениците само да ги спои. Туку тие се размешани. И сега, значи, ученикот треба да кликнува на поимот од левата колона, вкрстено опрашување, и да го бара точниот одговор. Значи, пренос на полен од еден цвет врз столчникот, друг цвет. Ако сакам да го надополнам или видоизменам тестот што сум го дизајнирала, повторно одам во дизајн, лево, кликам и го гледам тестот што сум го дизајнирала за спарување, кликам на знакчето пред него и кликам Edit. Се отвара тестот, јас го надополнувам, например пишувам поленот е носител на машките полови клетки. Или со тап повторно, плодот се развива во, повторно кликам тап, плодникот од толчникот на цветот. Потоа кликам на Save. Ако сакам да видам како изгледа сега овој тест што сум го надополнила или едитирала, кликам на Preview и гледам дека, значи, можам да тренирам на него и да ги спојувам поимите од левата страна или левата колона А со поимите од десната колона Б. Тоа го правам по случајен избор, рандом што се вели, чисто за да се провери. И кликам на ОК. Ми вели дека имам 10% на точни одговори, комплетирани 10 прашања, неодговорени 0, точни 1, погрешни 9, време 35 секунди или 3,5 секунди потрошени за решавање на секое прашање. Сега ова беше, значи, проверка како би функционирал. Овој тест може да се назначи, повторно да се видоизменува, да се дуплира, да се брише, да се печати. Јас би го назначила, например, во паралелката 601, Sign, или би го доделила на таа паралелка и веднаш се јавува по тестовите од таа паралелка. А сега да видиме како се дизајнира друг вид на тест, односно како се креира. Повторно одиме во други тестови, во дизајн, кликаме таму и одиме на тестот со прашања.
Името на тестот нека биде 601. Редоследот не треба да биде фиксиран за точниот одговор, туку треба да биде случаен, значи редоследот на точниот одговор, и започнуваме. Например, машкиот полов орган и сега ќе ги даваме опциите. Прашник, потоа со тап толчник, цветна држка, устенце, прашничка кеса, гледате тоа што ви пишува free 286, значи имате слободни 286 карактери, што значи дека одговорот не мора да биде еден збор, туку може да биде цела една дефиниција. Женскиот полов орган, се вика. Повторно второто прашање, со тап одиме на наредно поле, пак исто точен одговор е толчник, потоа прашник, потоа устенце, чашкини ливчиња, венечни ливчиња и така натаму. Третиот, например, третото прашање би било, например, поленот содржи и одговори, точен одговор, машки, полови, клетки, па после женски, потоа прашници, толчници. Значи ќе се комбинирате устенца и така натаму. Кога сте ги направиле овие 8 комбинации од прашања со можни одговори, значи и гледате дека кога ќе решава ученикот комбинацијата нема да биде на исто место од точен одговор, вие кликате на Save. Ако сакате да имате повеќе прашања, кликате на Add More, потоа може да додадете некој есеј, потоа да проверите дали точно сте напишале доколку пишувате на англиски јазик, да се откажете од креирањето на тестот или во случајов да го зачувате тестот. Ова е веќе нов креиран тест. Можете да видите како би изгледал кога ќе кликнете на Preview. На Preview веќе се додава изгледот на тестот што ќе го решава ученикот. Значи, имате прашање и тој треба да кликне на точната опција. Пример, прашник. И да кликне ОК. Потоа поленот содржи машки полови клетки. Пак да кликне на ОК. Третото прашање, женскиот полов орган се вика толчник.
и повторно по секое завршување да клика на ОК кога ќе го реши прашањето. Штом ќе биде готов тестот, веднаш ученикот ќе треба да кликне на финиш и добива колку проценти има на точни одговори. Сега, ако сакате овој тест да го назначите, повторно можете да кликнете на Assign и да биде доделен на 601 или назначен за овој клас. Можете повторно да го едитирате или да го видоизмените, да го надополните, да го дуплирате, да го бришете, да го печатите. И, значи, ако сакате, еве повторно, например, ќе го едитираме. Плодникот содржи, со тап одиме на другото поле, јајце клетка, потоа машка, полова клетка, со тап преминуваме, полен, прашници, устенца и така натаму. Значи, коректните или точните одговори не мора да бидат со еден збор, бидејќи имате многу карактери слободни, че може да бидат цели дефиниции. Кога сте едитирале, кликате на Save и повторно можете да кликнете на Preview, за да видите како би изгледал тој тест кога би го решавал ученикот. Сега, доколку сакате да споите два теста во еден, ги кликнувате знакчињата пред тестовите, значи за 601 и повторно 601, и се јавува опцијата Merge, значи спојување. Доколку кликнете на овие опции или доколку кликнете на ова опција Merge или спојување, фактички и двата теста што сте ги креирале ќе се спојат во цел еден тест. Тоа нема сега за сега да го направиме. Понатаму ќе продолжиме со дизајнирање на третиот тип на тест. А сега да преминеме кон креирање на третиот тип на тестови со слайдови. Имаме пак опција дизајн, кликаме на дизајн и кликаме на копчето Slides. Значи, прво даваме наслов на тестот, градба на цветот и веднаш пристапуваме кон прикачување на слики кои што ќе ги обработуваме. Кликаме на Image, потоа на Избери файл, се отвара опција. Од мојот компјутер на десктоп моментално и јас би избрала цвет делови. Го маркирам фајлот, кликам на Open. Фајлот се прикачува. Кликам на Save. Потоа одам, значи веќе е прикачен фајлот, одам на Edit. И сега, како ќе го едитираме? Кликам на копчето со големо А и кликам на белото платно од сликата, внесувам текст. Каков е овој цвет? Тоа е прашање. Имаме опции, овој текст е нормален текст, точна опција или точен одговор, неточен одговор или идентификација. За нас ова е нормален текст. Потоа кликнуваме повторно на платното за да биде зачувано. Ако сакаме
одговорите да ни бидат со повеќе член избор, горе лево над самата слика имаме опција Answer Options, значи опции за одговор. Два пати кликаме со лево копче од глувчето или два пати на плочката од лаптопот за движење, го придвижуваме и го ставаме овој дел на платното каде што е цветот. Сега, значи, кликаме пак на копчето со буква А и кликаме на точната опција. На платното го маркираме и пишуваме двополов цвет. Веднаш се јавува дека ова е точна опција. Кликаме пак на сликата и повторно кликаме на неточната опција сега. Не ја маркираме, пишеме машки цвет. Пак кликаме на сликата, потоа кликаме на третата опција, што е исто неточна опција. Кликаме, ја бележиме, ја маркираме, пишуваме женски. И повторно кликаме на сликата и пак кликнуваме на неточната опција. Долу што ни остана, пишуваме миризлив цвет. Веќе сме формирале едно прашање и сега овие опции ние можеме да ги лизгаме. Како ќе ги лизгаме? Кликаме на раката со показалецот, значи за движење и со кликнато лево копче од глувчето го лискаме и ги пренесуваме тие опции, можеме да им го менуваме местото како сакаме. Да иде, значи ако не ни се допаѓа да биде точниот одговор на прво место, ние ќе го смениме да биде на трето или последен или втор, како сакаме така. Откако сме го средиле тоа, кликаме на Save. Сега, ако сакаме да го едитираме, да додаваме нови слайдови, одиме повторно на знакчето, градба на цветот, нели, што го создадовме тој тест, кликаме, го означуваме и кликаме на копчето Edit, значи сакаме да го надополниме, да го измениме. Пак повторно кликаме на Image, значи бираме Choose File и повторно се отвара кај мене десктоп, но може вие да си влезете во некој ваш фолдер, каде што имате зачувано слики. Сега кликам на цвет делови 0. Да видиме што файл ќе биде ова. И Open. Сега ќе пишеме Insert нов файл и одиме на овој файл. Односно Cancel. Ајде да видиме нешто погрешив јас. Edit. Да. Сега, значи, треба прво да кликнеме на Insert, за да внесеме нов слайд и да го пополнуваме. Повторно кликаме на Image, на Choose File и кликаме на овој файл, цвет делови 0. Така. Сега што можеме да правиме со овој файл? Можеме да додаваме
стрелки. Например, од одредени составни делови на цветот, за понатаму да ја овозможиме опцијата на учениците да одговараат на тие прашања. Како ќе одговараат? Ќе одговараат на тој начин што ќе повлечеме од празното поле до стрелката и ќе напишеме, например, прашник, кеса, прашничка. Малку ќе го прошириме. Упс, не. Имаме undo, ако не ни се допаѓа нешто. Овде имаме за да се зголеми полето. Па да го повлечеме и да го пишеме текстот. Значи, овие се алатки од левата страна. Кликаме. Ке се. Потоа овде исто така со оваа алатка повлекуваме празно поленце. Го ставаме овде со менување на големината, со алатката за менување на големина менуваме колку треба да е големо. Со текстот внесуваме натре текст, прашничка држка. Значи, пишуваме прашничка држка, потоа повторно со ова иконче повлекуваме ново поле. Ја менуваме големината на полето со икончето, го местиме и вметнуваме текст, венечно ливче со delete и backspace, бришеме букви, венечно ливче и значи така ги правиме тие. Сега имаме веќе нов слайд што може да го користиме. Точник. Ова е цветна ложа. Ајде да не ги правиме сите прашања, чисто да се знае како се креират овие тестови. Кога веќе сме до малку погрешив, цветна држка,
бидејќи ова за менување големини може да се менува големина и на самата слика. И кога сме го завршиле тоа, еве како би изгледал тој слайд. Ќе кликнеме на Save и да видиме како изгледа. Може да кликнеме на Preview, да видиме што ќе види ученикот кога ќе го отвори тестот. Овде ќе треба да пополнува, прашничка да пишува. Прашничка, дршка, потоа прашничко ќе се венеч, односно да чашкино ливче, овде да пишува толчник, овде цветна ложа и овде цветна дршка. Кога ќе ги внесе сите одговори, ученикот клика ОК. Потоа се јавува вториот слайд и доколку имате 7-8-10 слайда, значи колку слайдови ќе има тој тест, тоа си зависи од вас. Каков е овој цвет? Ово е двополов цвет. ОК. И вели дека имам 86% на точни одговори од сите 100, што значи комплетирани се 7, неодговорени 0, точни 6, неточно 1 прашање, времето е 1 минута и 5 секунди или 9 секунди и 29, 9,5 прилика секунди потрошени за секое прашање. Сега, откако сме го креирали и тој тип на тест, можеме со Assign да го назначиме во паралелката како посебен тест, а ако сакаме можеме сите три тестови едноставно да ги споиме во еден тест и да ги назначиме. Значи, кога назначуваме тестови, ние може да си ги креираме како матрици, тие тестови, а потоа да си ги назначуваме за паралелките кои што ќе ги тестираме. Ако сакаме да назначиме уште еден тест или да доделиме уште еден тест за оваа паралелка, одиме во Design, бидејќи имаме само два такви креирани теста од нас назначено, одиме во Design, кликаме на тој тест што не сме го доделиле, 601, и бидејќи е оваа паралелката 601, кликнуваме Assign, значи да се додели или да се назначи. Можеме овие тестови сите заедно од збирката на матрици на тестови што ние ќе си ги креираме, одиме во Design, таму ни се наоѓаат сите тестови што сме ги креирале ние. Сите три теста, градба на цветот, 601 и видови на упрашување, ги означуваме и може да кликнеме Merge, значи спој ги штиклираните во нов тест. Еве го овој нов тест, можеме да го едитираме, да му го смениме називот, може да биде видови опрашување комплетен тест 601 комплетен тест. И гледаме дека овој тест веќе е спој од сите три тестови. Можеме да го направиме јавен, може да остане приватен и да го зачуваме. Можеме да го назначиме на паралелката која сакаме и повторно, ако одиме во Design, можеме да го прегледаме тој тест
го штиклираме, одиме на превју и гледаме како изгледа. Значи, решавањето веќе ни е сосема јасно. Така, значи, случајно ги одбирам одговорите, за да не се одзема многу време. Женскиот полов орган. Така. Значи, тоа ќе го гледа ученикот што ќе го решава тестот. И овде ќе пополнува како што пополнува. Овде ми е се... Ајде, окей. Ова е двополов. И... окей. И веќе ми кажува, кога сум го завршила, дека имам 38% на точен одговор. Тоа е како би изгледал тој тест кога би го решавал ученикот. Доколку имате некои нејасноти на левата колона, значи имате опција да се одлогирате, да се одјавите, имате да си ја видите информацијата за вашата сметка, нешто да смените, имейл адреса, пасворд и така натака, и имате инструкции како се прават тие тестови и што се уште можеме да правиме. Значи, ова е многу важно. Доколку сте блиски со англискиот јазик, нема да имате никакви проблеми во објаснувањето на некои нејасноти. Се одлогираме и сме ја напуштиле страната.